Фик значи, што значи фик? Сваќање на верата. По јазична терминологија. Некои од учењаците велат al-fahmu ad-daqiq qaid. Ова е дефиниција поточна. Што значи ова? Точно разбирање на верата. Точно разбирање на верата. Зашто? Ова дефиниција од Ибн Кајим и Карафи, рахимахуллаху таала, и други учењаци. Зашто? Точно разбирање. Зашто? Allah subhanahu wa ta'ala што вели во Куран? Лахум кулубун ла јафкахуна биха, ва лахум ајунун ла јубсируна биха, ва лахум аҙанун ла јасмауна биха, улаика кал ан'ами бел хум адал, улаика хумул гафилун. Allah subhanahu wa ta'ala зашто точно разбирање, браќа? Затоа што мушриците или пак неверниците го разбирае зборот кога му веле тие, или пак пратениците на Allah subhanahu wa ta'ala им веле ними обожавајте го само на Allah. Тие го разбирае тоа. Ама точно разбирање нема е. Она што Allah subhanahu wa ta'ala сака точно разбирање, затоа сакат Allah, велит Allah subhanahu wa ta'ala во Куран, тие имае срца со тие што не сваќаја со тие срца, не размислуваја со тие срца. Ајунун ла јубсируна биха. Тие имаја очи, а не гледаја со тие очи. Гледаја тие со тие очи или не гледаја? Тие гледаја вака. Ако гледаме во прв поглед, тие имаја очи, гледаја. Ама Allah subhanahu wa ta'ala друго гледање сакат. Точно гледање. Што е врзано со срцето, да медитираш во тие аргументи, во тие докази, да ги прифатиш тие докази. Велит Allah subhanahu wa ta'ala, тие имаја уши, а не слушај со тие. Слушај или не слушај? Тие слушај со тие уши, ама слушање за разбирање и сваќање, то не го имае. Затоа велит Allah subhanahu wa ta'ala, тие се како животните. Белхум адал. Не, овие се и позагубени. Улаика хумул гафилун. Овие се немарните. Allah subhanahu wa ta'ala вели, затоа точно разбирање. Ова се подразбира во фикот. Оние што имаат фик, го разбираат, го сваќаат и работаат по тоа. После, чекај малце, по шеријатски контекст, општен шеријатски контекст. На кого што се вели, на што му се вели фик. Тоа е разбирањето на целата вера и действувањето според неа. Значи работањето, да работиш според неа. Овде, браќа, верата се делува овде на три дела. Цела вера се делува на три видови. Една третина овде влегуваат акидето, верувањето. Една третина друга влегуваат фикхот и една третина друга влегуваат ахлакот и едебот. Значи по шеријатски контекст фик означува целата вера, разбирањето на целата вера, сваќањето на цела вера. Затоа велит Ибн Кајим рахимахуллах, што велит? Учењаците, претходниците не го користеле термот фик освен за знаењето што го придружува делото. И потоа спомнал некои пренесување од претходниците. Значи фик се подразбира целата вера по шеријатски контекст, на општо. Тука влегуваат и акидето, и ахлакот, и фикот. По терминологијата на учењаците, кажавме по шеријатски контекст. Фик. Ако се го спомнете учењаците, само фик. Што значува тука влегва цела вера? Акиде, фик, ахлак, етика. Целата вера комплет. По терминологија на учењаците и ова нас не интересира сега во овие дерсови. По терминологијата на учењаците. Затоа што за акиде, сега не зборуваме за акидето, зборувавме за акиде, овде сега ќе зборуваме за прописите, делата, што ќе ги прави одговорното лице. Како намазот, абдесот, постот, зекатот, хаџот, меѓусебните односи, како трговијата, После ќе зборуваме за, например,
што се однесува за семејството, за кривичните дела и така натаму. Значи, по терминологијата на учењаците, назив за знаење. Знаење, што се подразбира со зборот знаење? Назив за знаење. Овде, назив за знаење се подразбира со овој збор општото сваќање на верата. Општо сваќање на вера, што се вклучува во ова согласното знаење и дискутабилното знаење. Сега, што значи тоа? Знаење се вклучува и согласното знаење. Согласното знаење што значи овде? Например, сите учењаци, сите се согласни дека намазот е фарз. Овде имаме согласување, сложување на сите учењаци. Немој да најдеш различно мислење, намазот е сунет. Да клањаш двохор, пол ден, сунете. Не, сите велат фарзе. Тамам согласното знаење. Дискутабилното знаење, што значи? Таму кај што има два мислења. Како, например, месото на камилата го расипвит абдесот. Пратеникот саллаллаху така велит. Земвете абдес, кога ќе јадите месо од камила. Џумхур, мнозинството на учењаците велат дека абдесот не се расипвит. Овде е дискутабилно знаење, према доказите на учењаците. Хамбелиите велит се расипвит абдесот. Значи, ова е дискутабилно знаење. Значи, во фик назив за знаење на двата знаења. И дискутабилното и согласното знаење. Сега, практичните. Што се подразбира со практичните дела, браќа? Знаете зашто е битно да се сватат овие терминологии? Во почетокот за целиот фик го имаш јасен пут лепо натаму. Сега дефиницијата се вклучуваат овде целиот фик. Учењаците гледаат на фикот, гледаат и размислуваат добро. И после идет и стават дефиниција. Тие ги гледаат сите поглавија на фикот, од почеток до крај, и после идет и стават дефиниција за да знаеш зашто ќе се зборуваат во ова книга, во овие месели. Јасно? Сега, што значи практичните? Со ова се подразбираат оние прописи и правила кои се поврзани со делата на верниците. Во ова се подразбираат оние прописи и правила кои се поврзани со делата на верниците. Како што е, например, што? Абдесот, намазот, постот, зекатот, хаџот и натаму меѓусебните односи, како што спомнав, трговијата, после што се однесуваат за семејството, после кривичните дела, све се што е на дела, што се со делата на одговорното лице. Добро, што се исклучуваат од ова, практичните? Се исклучуваат од ова теоретските знаења. Значи имат во вера теоретски знаења и имат знаења за практичните дела. Ова се исклучуваат теоретските знаења, значи знаењето за акидето. Зашто ова теоретски е повеќе. Иако влегвет некогаш некои од делата на срцето, како што е ниетот и искреноста. Затоа што и ниетот пред секој ибадет треба да е ниетот чист и да ниети за тој ибадет што го прави. После искреноста, така натаму. Значи, шеријатски прописи сега, практичните шеријатски прописи. Што се подразбира од ова? Се подразбира знаењето на правилата чие познавање зависи од шеријатот, па се исклучуваат од ова знаење. Што се исклучуваат од ова знаење? Знаењето на логиката, како например 1 е половина од 2. Јазичните правила или пак сетилните правила, како што е оганот, гори и така натаму. Добро, шеријатските прописи, значи шеријатот се занимава само за шеријатските прописи, не се занимава со другите науки. Не му интересира науката на логиката. Не му интересира науката на јазикот. Не му интересира науката на она што е
на природата. Например, во лето е горештина. Ова е природно. Ама шеријата не се занимава со овие правила, значи се исклучуваат овие. Добро, кои се извлекуваат од детализираните докази? Значи се стекнет од детализираните докази. Многу е битно ова да се сфати сега. Прво со зборот се извлекуваат. Се извлекуваат, овде се исклучуваат три знаења. Се исклучуваат три знаења. Знаењето на Аллах. Знаењето на Аллах се исклучува од ова. Зашто? Зашто Аллах субхану тааля е изворот на знаење. Од кај него почвите, кај него се вратите. Тој не гледа значи во детализираните докази. Аллах субхану тааля нема стекнато знаење од хадисите, од Куранот, од иџмато, од кијасот. Ме разбираш? Значи Аллах субхану тааля од кај него почвит знаењето и кај него се врати пак. Тој е извор на знаењето. Значи ова се исклучуваат од детализираните докази. Знаењето на Аллах субхану тааля. Фикот го гледаме од детализираните докази. Како ќе кажеме сега подолу. Се исклучуваат од ова знаење исто знаењето на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Зашто знаењето на пратеникот? Зашто пратеникот салаллаху алейхи ва селем не гледаше, не беше Куранот кај него пред него, да земе то тука докази и хадисите пред него или пак иџмато. Не, тој од кај земеше знаење? Директно од објава. Аллах субхану тааля му објавеше него. И третото што се исклучуваат од ова знаење е знаењето на оној што следи, мукаллид. Тој што го следи на некој учењак. Зашто? Зашто овој не е способен директно да земви докази од хадисот, од Куранот, од ајетот и од зборовите на учењаците, зашто и не е знаен. Немој да стигне до тој степен. Тој го прашви учењакот, например, што е правилото за ова, што е правилото за ова. Зато овие, значи, три знаења се исклучуваат, се излекуваат од детализираните докази. После детализираните докази. Сватите убаво сега. Ова. Доказите се делат на два видови. Општи докази и детализирани докази. Општи докази и детализирани докази. Добро. Со општите докази се занимава усулул фиқ. Ова е една наука што се викат усулул фиқ, базите на фиқот. Усулул фиқ што се занимава? Со општите докази. Како? Ево ќе ви објаснам. А фиқот со детализираните докази. Сега ќе ви објаснам. Аллах субхану ва тааля во Куран велит: клањајте го намазот. Сега, науката на усул фиқ гледа општо. Аллах велит: клањајте го намазот. Ова е наредба. Наредбата тој гледат во општите докази усул фиқ и велит. Сега, ако Аллах субхану ва тааля велит: клањајте го намазот, наредбата е обавеза. Освен ако иде друг доказ што ја отстранува од обавеза. Ист доказ како него ја отстранува од обавеза. Ова се општо. Општи докази. Значи намазот кај ними е обавеза, освен ако иде друг доказ што го отстранува од обавеза. Значи нема друг доказ. Добро, фикот што се занимава овде? Значи општите докази, само гледаме наредба или суннет или ваџиб или харам или мекруh. Толку. Сега, детализираните докази што значит? Аллах вели: клањајте го намазот. Тие велит: обавеза е да клањаш намазот. Тамам? Гледаме прописот за намазот. Обавеза. Сега, кои се условите на намазот? Кои се основите на намазот? Што треба да правиме пред да клањаме намаз? Значи, влегвид детално во доказите. Ова е дефиницијата на фиқот.